Почитувани, буџетот не е играчка. Тоа е најсериозен документ што ги дефинира целокупниот тек на активности и функционирање на општината. Тој дефинира од каде ќе се обезбедат пари и на што ќе се потрошат. Стефан Богоев и СДСМ со освојувањето на вчерашниот буџет соопштија на јавноста дека предвидуваат дека ќе наплатат 375 милиони денари од комуналија. Во Карпаш метар квадратен е 100 евра, што значи дека за 2020 се планирани најмалку 60.500 метри квадратни нови стамбени површини, односно дека планираат, како што тие пресметаа, да издадат дозволи за градба на 150 згради. Грубо 150 згради ги пресметаа вашите представници на администрацијата и вашите советници од СДСМ при работата на Комисијата за финансии, изведувајќи ги од вредноста која вие тврдите дека ќе соберете од комунали во 2020. Кој кого лаже? Прво прашање. Со таков план и предвидување за градба од 60.000 метри квадратни во Карпаш, колку зеленило ќе биде уништено? Нели немаше да уништиме зеленило? Второ прашање. Доколку нема згради, нема стамбени површини, нема комунали, дали вчера искористи фингиран буџет? Трето прашање. Доколку нема да има ни приближно толку многу згради, ново изграден стамбен простор, зошто веднаш на самата седница на Советот не побаравте корекција на висината на износот што сакате да го наплатите од комунали? Нема понесериозно нешто од тоа да се повика на ребаланс како оправдување на се уште неуспеан буџет. Што сака неуспешно да прикрие Стефан Богоев и општина Карпаш со предложениот буџет? Ви благодарам на вниманието.